Во таа сениорска лига се бара искуство, вие сте релативно млад клуб, еве девојчиња рековте кои што се по 14-15 години, сепак првата лига нешто значи поголем предизвик. Кој е оној состав со кој Виктори Волеј ќе излезе оваа сезона? Значи вака, да. Екипата е составена од 15 девојчиња кои се 2003 родени, 4 девојчиња кои што се 2001 родени, тие се како некое продолжение на екипата на Партизан, порано што беше, и приклучивме 3 искусни одбојкарки, односно едната е Елена Илков, тоа е, може да кажам дека и двете ми се керки, бидејќи целиот град го знае, Верица Василева и Елена Илков. Елена Илков е и тренер во екипата, таа е веќе во повозрасни години и за да добијат на искуство, едно самопоздање, да осетат како значи да се игра со и Павлинка Димитриева, да ја спомнам и неа, кој што е долгогодишен играч. Сите 3 играчи беа во нивно време беа играчи на македонската репрезентација. Значи сакам да кажем имат настапувано во македонските младински селекции, бидејќи Елена Василева има настапувано и за сениорската репрезентација 3-4 години. Сакам да кажем, ги предодадовме на овие девојчиња и со овој ростер на играчи, од 21 играчи, овој ростер на играчи ова година ќе настапуваме во прва одбојкарска лига. Со напомена дека доколку имаме потреба од некој играч, можеби во зимскиот преоден рок ќе се засилиме. Првото огнено окрештевање во најдобрата лига женска одбојкарска го имате со градскиот ривал Наковски Волеј. И Наковски Волеј оваа сезона осетно се засили за разлика од минатата сезона. Што може да очекуваме од дуелот закажан веќе сабота во 17 часот во салата Партизан? Па интересно, ние во вторник највечер игравме со нив пријателски натпревар во оваа сала. Салата беше исполнета до последно место. Сакам да го најавам натпреварот и жребот вчера во среда така сакаше. Се падна да одиграме во прво коло во сабота во 17 часот во оваа сала. Првото коло во сениорска одбојкарска лига. Исто така да, во Наковски Волеј 3-4 играчи од екипата на Македонија Макс се приклучија. Исто една млада перспективна екипа, која што е исто така перспектива во македонската одбојка. Се падна да одиграме еден дерби натпревар, струмички дерби натпревар, кај што, бидејќи Струмица важи за одбојкарски град, како во машка, така и во женска конкуренција, да одиграме еден прекрасен натпревар, кој што пред полна публика, тоа гарантирам дека ќе биде, салата сигурно саат време пред натпреварот ќе биде полна. Се надеваме на добар резултат, кој што не значи дека прва екипата која што ќе изгуби е послаба или нема понатаму да се бори за некој висок пласман. Двете екипи се млади, перспективни, како што реков, нашите екипи, овие 3 играчи ги додадовме за година, за 2, понатаму целиот товар ќе го носат девојчињата кои се млади, кои се перспективни, кои што се надеваме дека ќе бидат иднината на македонската одбојка. Тоест, репрезентацијата на Македонија сигурно за 2-3 години ќе брои најмалку 7-8 играчи од овие играчи. И последно прашање, кој е оној зацртан план на Виктори Волеј за оваа сезона? Нова илија сте, кои се амбициите, каде го гледате Виктори Волеј до крајот на оваа сезона? Значи вака, нашата цел оваа година е доколку можеме да се пласираме до 4-5 место би бил голем успех. Тоест да се пласираме во плейоф, тоа би бил фантастичен успех. Зборувам за сениорската екипа. Ние имаме пријавено и во кадетска и во пионерска конкуренција. Во кадетска конкуренција сигурно дека се надеваме за највисокото одличие, тоест да бидеме прваци. И пак ќе кажем, доколку не успееме, нема да биде некоја трагедија. И во пионерска конкуренција имаме 20-25 млади перспективни одбојкарки. Наша цел е да створиме еден тим хомоген од млади, перспективни, високи, мора да напоменам, високи, перспективни одбојкарки, кои што прошлата година бевме на 2 турнира во Србија, оваа година исто така планираме да одеме да се такмичиме со категоријата на нашите деца, нашите години, значи кадетска конкуренција, тоест во пионерска. Нашите девојчиња се уште водат како пионерска категорија.
да играме во Србија, во Грција, во Бугарија и да покажеме со каков потенцијал располагаме. Тоа е наша прва и основна цел. До завршувањето на оваа година, сега реков дека оваа година тие ќе станат матурантки и ќе се префрлат во средните училиште. Идната година ќе се прави друг план. Василев, јас ви благодарам на оваа кусно интервју и ТВ каналот ВИС ќе врши снимка од надпреварите каде што ќе игра Виктори Волеј пред се на домашен ден. Благодарам на телевизија ВИС и се надеваме на искрена соработка.